Visoki od Pelister, prostranata Baba planina i pročvenata Lavčanska korija ne se gordi samo so svojata ubavina, туку се горди и поносни што во своите скришни пазови во текот на народно-ослободителната борба засолнувале многу борци партизани и што тука беа формирани партизанските одреди Пелистер и Јане Сандански. А особено што тука, крај 12-те кладенци, се роди и прв пат се испеа партизанската песна «Ај што ми е мило ем драго», која со молскавична брзина се разнесе низ сета земја. А ова е прочуеното село Лавци, кое се наоѓа на 2 километри од Битола. Тоа постојало уште пред доаѓањето на турците и секогаш било етнички чисто словенско, македонско село. Било од која страна да се гледа, тоа личи на мала оаза, каде што и легалците и партизаните наоѓале за солниште, се снабдувале и ги припремале акциите, иако бугарскиот окупатор бил сместен во самото село. Првите прогресивни идеи во село Лавци почнаа да ги донесува печалбарите, кои оде во разни крајеви во светот, каде се придружува кон разни прогресивни покрети и при враќањето со тие покрети и запознава своите лавчани. Лавци како блиско место до градот имаше стален контакт со прогресивното работничко движење во Битола и како такво то од време на време своите селани и приготвуваше за револуционарна борба, нарочито која се најпоќе организира во време на Втората световна војна. Поред работниците, голема улога во приправањето на револуционерното движење во селото Лавци играше средношколската и студентската младина. Тие, како село кое беше најблиско до Битола, стално доваѓа во контакт со селаните и на своите приредби, на своите веселби, стално тие одржава своите најпрогресивни предавања од областа на прогресивната литература, од областа на марксизамот, од областа на работничкото движење. Меѓу тие младинци најпоќе се истакнува нашите познати народни херои, као што е Стив Наумов, Мирче Ацев, Тошо Даскало, брат ми. Во 1941 година беше организирана партиска организација во нашето село. Се разбира по налог на местниот комитет. Со член од местниот комитет Коле Канински. Најдобрите членови на нашето село избраме 6 души. За тие души, 6 души да се организира и да организираме во селото што помасовна организација. Тоа се стори по задаток на Коле Канински. Јас бев избран како прв секретар на таа организација, 41 година. И почнеме со работа да работаме во нашето село. Организираме 24 души. Со тоа организација нашето село стана големо револуционерно село. Не само нашето село, ами и околните села ги организираме да и тие бидат приврзани со нашата организација, со нашата врска да работа. После формирањето на партиската организација, на партиската келија, се одржа состанок во оваа куќа овдеки, пред која зборувам, на која се распределија и должностите меѓу членовите на истата. Јас бев задолжен да работам по младинска организација, да работам по СКОј, така да во тоа време формиравме прво една скојовска група, во која беа 5 души, а која по мене ми се чини представуваше и сршта на целокупната скојовска организација во селото. Така да, после формирањето на првата скојовска група, формираме втора скојовска група, која ја задолжив да собира оружје, да распространува летоци низ селото,
да работи со другите младинци на организирањето на младинците за давање на помош во храна, во облека и во оружје. Уште со формирањето на првата партиска ќелија 41 година во Лавци, кој бев јас примен, на првиот састанак бевме определени по должности, по сектори. Некој беше по СКОИ, некој по црвена помош, а јас бев по војна линија. Така да за таа работа требаше да се обезбедат скривници. Кои скривници не само што служеа за оружјето, туку покасно и кои иде илегалци и партизани во селото. Така да, например, во 41 година, до крај на 41 година скоро, ние собраме 50 пушчи. После тоа стигна еден дел од партизанци што одат од Прилеп. Исто и тие кај ЛНБ. Таму беше Блатнико, Мара Јосифовска, Оцката и Стево Саздоси била Богородица. Таму седеја тие седо до формирањето на првиот партизански одред Пелистер, што беше формиран во Лавчанската корија. Така да дел од она оружје го имаме собрано и војниот материјал беше пренесен до одредот таму. По окупацијата и кога се оформе партиската ќелија, најдоја за згодно, како и вака по поверење во мајка ми, како сама жена да направат скривници кај нас. И направи 2 скривници. Едната скривница служеше за оружје и за разни материјали. Другата за илегалци. Првите илегалци пристигнаа кај нас, тоа беше Таќи Даскало, попослем дојде Вангел Мајро, послем Стив Наумов. Меѓу тоа идеја и тука на састанци Мирчацев, Кузман Јосифовски, одржава састанци кај нас, кои присуствува на тие састанци и нашите селани. Главната врска се одржуваше со Тошо Даскало, кој стално присуствуваше тука. Свето така до пајањето на реонскиот секретар Кицо Митревски 42 година. После това ги презедов сите врски јас како секретар и одржавав врски со одредо, со градот комитето, кој доодев стално на састанци, добивав директиви што да се работи со самите пренесување на илегалците, префрлување на партизани. Сета таа работа се одвиваше до моето повторно паѓање во затвор. Тоа беше 42 година, ова 43 година. Пошто бев многу мачена и голи решив да избегам од затворот. И то оперисана бев од слепо црево, кој извадов завојо, кој врзав за пенџерата и успеав во 11 сато, кога беше полицејски час, да избегам од затворот. Кој другиот ден ме префрлија во партизани. В 43 година во март месец ненадојно го блокираа Лавци полицијата бугарска и војската. Во дворов веднаш са бајлината кај 5 сато се створија околу 100 бугарски полицајци и војници. Паца во моментот малку се исплаше и вика дека Фано, Сермен, треба да предзедиме веднаш мерки, полиција околу куќата. Сигурно нашата куќа е предадена. И во тој миг се створе мало гужба. Веднаш се договоривме на кој начин ќе се склониме. На Паца и падна идеја да излези надвор, на ова место имаше фурна, пред фурната, и да врши мала нужда, така да скрени пажња на полицијата. За тоа време дури ја гледа полицајците ние во тој миг да влеземе од другата страна во пондилата, каде што се наоѓаше скривницата, а скривницата беше во јаслите кај коњу кај што јадеше сено. Така, таја цела наш план успее. Ние искористивме тај момент, влеговме у скривницата. Едно време почна да се слуша тропотење над капакот од скривницата
тоа дошла една кокушка и јадеше жито низ сламата која беше расфрлано. И ние мислевме дека тоа е некоја провокација. Јас и другарот Сермен ги отворивме бомбите и пиштолите со метковите во цевките. Секој момент очекувавме и мислевме да тоа провокација. Во моментот кога мислевме дека непријателот ја отвора скривницата, Паца се појаве и викна иш по кокошките и ни отворе скривницата, не виде малку вака узуртирани и почна да ни се смеи. Мои партизани, така ли да се бориме, се исплашивте. И на тој начин не малку охрабре, не разведре, независно од положбата кој беше во нашето село во тоа време. Општо Паца беше еден таков лихт, таков дух, ми се чини колку многу да се говори за незе, не ќе успееме да ја прикажеме она како што беше. Она беше пргава жена, многу итра, ведра, а Џо, незиниот супруг, многу широк и стабилен човек. Во тоа време во одредот Гоце Делчев од Лапци имаше околу 10-11 партизани. Ова група партизани, начело со командантот на втората оперативна зона Тошо Даскало Строгов, кој што е родом од Лапци, требаше да дојдеме во Лапци со задача да ги земиме со нас семејствата кои што не беа интернирани со целиот покретен имот. И се разбира како втора задача, важна задача, другарот Тошо Даскало требаше да воспостави врска со главниот штаб и со комитетот во Битола. На 19. јуни нашата група дојде во Лавчанската планина. Кога дојдоме во местото Плење, пред нас се појави Битола. Беше расветана. Во светилките ни се чинеше како букет цвеќе. А нашата планина, како ја викавме ние лавчани, која ни беше позната во сите детали, ни се претвори во некаков дом. Сите беме одушевени, се разбира, носталгично. И тука седнавме, се одморивме и ја запеевме нашата песна, што не ми е мило им драго. Другиот ден се распоредивме во групи, во едната беше и Строгов и се влезе во селото, за да се извршуваат сите овие задатоци. Меѓутоа, и се разбира непријателот, бугарскиот окупатор не мирувал. Тој бил обавестен дека на оваа територија се префрле поголема група партизани и дека тие се разбира ќе почнат со дејствие. Затоа тој се постарал во селото да направи своја разузнавачка служба. И тоа го успеал во лицето на предавникот Диме Павтарот. Ноќта спроти 22 селото е блокирано. Со многу војска, полиција и контрачетници. Групите добија задатак да излизат. Едната група се проби. Меѓутоа групата во која што бевме Строгов, јас и Фан де Кајзерот, излегувајќи под целото овдека, по оваа рекичка, минувајќи во овој дол, за да ја избегнеме, се разбира, толку далеку под целото блокадата, за кое што веќе и бевме во известна смисла и обавестени. Пробивајќи се тука за во шумата, се разбира, најблиску каде што ни беше закажаното место со другарите од групата, ете онде кај она лозјенце, јас одев напред и само на 2 метра се судриме со бугарската фашистичка блокада. Јас прв окинав, пред мене падна бугарскиот окупатор, војник. Залегнав, се разбира, затоа што очекував што може да ме снајде ако не залегнам. Зад мене пукна и Кајзерот со еден куршум. Јас започна да се тркалам надоле. Околу мене експлодираат 2 бомби. Од едно малечко парченце бе погоден во левата нога. Кајзерот опале уште 2-3 куршуми, но јас, за да го избегнам рафалот на пушко-митролезите, на митролезите, започна да се тркалам надоле. Така што Кајзерот помисли дека јас сум веќе мртов, он се повлече, ете таму низ тие лозја, по истиот пат назад,
со намера да оди таму од каде што сме минале, сметајќи дека е пролазот слободен. А нас полицијата не пратеше посебно овие 25 души што беме заложиците. Ние мислимо ти не носат на стрелање додиме. Но тие не донесоа овдека на ова место да го видиме кој што беше загинат Панде Кајзерот. Кога дојдеме тука да така сите врваме еден по еден и ги прашуваа бугарите дали го познавате кој е овај. Некои се изјаснува да го знаат, некои се изјаснува да не го знаат. Но јас лично го знаев Панде Кајзерот, бидејќи претходниот ден исто бев кај него. И така да подолу тука, да Панде Кајзерот, кога го видиме тука, до него имаше испукано сите фишеци. Онај така тој тука, десната рака му беше скината до прстите тука и така и левата нога. Но другиот ден кога го дојдоме тука од радозналост, интересување да видиме како е, ние видиме тука да Панде Кајзерот имаше истепано тука одма под него кога му иде во пресред бугарите, но 13 до 15 души тука на ова место бе истепани. И сетне, купоаѓина ние беме интилирани. Ние не го видоме. Таму разбравме, дур да дојме довдека, еден Господ не знаеше како поминаме и како дојдоме до тука. За пење првио, за играње првио, докај ќе се чуеше свадба, докај ќе се чуеше манастир, тој беше првио. Околу 12 сато слушаме околу селото грмотеници, пукотници, шмајзери, бомби и уште тогај ние рекоме, не късна змијата овдека, има нешто. И кога се сосуна на утрото, кога гледам јаска од пенџерите, околу мојата куќа полно фашисти, бугари и полицајци и агенти. Овдека нам не собраа сетичите, не доеса овде. И прво севте мене ми викнаа. Ми викнаа мене наказан од Димета шпионот што беше Паптаро. И ме затворија натре и почна еден засукан довдека, пот течеше од него и удри. Стево ќоравчето кој е? Прво кој ме викнаа, ме кладоа натре. Ми врза рацете, ме тепа, ми врза рацете, ме фрлија од тај во ѓубрето. Од другата страна и почна еден полицаец, скокна на мене, ме газе со чизмите и ми падна весточкото око, рацете наопаку и никако не можев да се испрам. И го бара тој што даскало. Тој што даскало каде? Не знаеме ние кој е тој што даскало. Не фатија дома ситичите со кундаците, едно тормозење големо, не истепаја целите и цела куќа ни ја завртија наопаку и не пратија да одиме кон гумнијата, сите ни извадија. Кога дојдовме до овде, ова ширина овде, наседнавме сите наоколу, деца мали, жени стари, наседнати сонцето, печи, горештина голема, вода немаше од никаде, ова браздата беше секната, сосема малку вода течеше. И седнавме, очекуваме што ќе стане. Пред тоа беше убиен Кајзеро, овие полицијата беше страшно навредена, затоа што тука веќе станаа некои жртви. И пошто потоа да го најдат Тошо, жив, мртов, да се сврши со него. На самото идење оде по овој пат овдеќи, во моментот овдеќи пукна бомба, тоа се отворе вратата и фрле на бомба овдеќи. Во тој момент ние не тргнаа назад и за донај бунару имаше еден митролез тежок, за довај зидо имаше шмајзери, ондеќи митролези имаше. Из грготија пушчи, митролези, бомби почна да се фрла и во тој момент падна еден ранет, еден бугарски полицајц тука. Од друга страна излезе еден друг агент, се викаше Асен. Му вели да ја напрскаме плевната со бензин и да ја запалиме. Плевната изгоре на Божин. Не дојсоа сите селани, не дојсоа туа да го раскопуваме. Копаме неколку сати, сите камења жешќи ваќаме и дојдоа двајца полицајци, го најдоме телото на Тоцета и му ја фатија гата,
му е секоја, го фатија за коса. Едната страна му беше на тоце изгорена и по златниот зап го познаја. И му е дадоја на сестра му на Веца за да го препознај. И сите почнаа селе да шушукаа и да плачат. Тошо Даскал од Строгов е роден 1909 година во Лавци, член на Комунистичката партија од 1936 година. Беше учител, но не само за децата, туку ги учеше сите околу себе. Како марксист учеше многу за да може да ги учи неучените, поробените, обесправените и понижените, за да се најдат самите себе и да ја преземат својата историска улога. И во тоа успеа. Во својот живот со сета своја енергија и битие тој неуморно работеше за националното ослободување на својот народ и за целосната еманципација на македонската самобитност. Пишуваше и песни, и неговиот живот стана песна. Пред да изгори во плевната попрскана со бензин, се самоуби со сопствената бомба, но остана да живее како што живее и песната и стана легенда. Бугарските злосторници правеа се и се што за да го спречат учеството на Лавци во востанието. Ни смртните пресуди, ниту пак тие на 100 години, 30 и 15, ниту пак масовните интернации ништо не им помогнаа. Лавци остана секогаш црвено село, како што тие самите го наречуваа. Fašisti da se